Благодарам. Почитувана македонска јавност, денешниот ден да остане запаметен и оваа 115-та седница на Собранието на Република Македонија како седница на која се озаконува криминалот. Ова е криминал кој што ја фрла Македонија во должничко робство, во финансиска нестабилност, од која што во онатамошниот период, односно во годините кои што доаѓаат, Македонија може да биде исправена пред дополнителни уцени од надвор на кои што ќе мора да подлегне. И ова токму заради тоа и се прави. Тоа е првата работа, а втората работа е заради полнење на джебовите на Артан Груби и на Ковачевски. Во изминатиот период, односно во изминативе 2-3 дена, колку што трае ова циркузијада, да ја наречам, во Собраниево, гледате дека имаме комисии, имаме седници на Собрание, трчаме како пратеници, не знаеме каде поправо да стигнеме, да покриеме, само затоа што на власта и се брза. Зошто на власта и се брза во последната година од мандатот, дури ни не цела година од мандатот, уште неколку месеци останаа од владење, да го протурка насила овој криминален закон, односно криминален договор, врз основа на кој што се менуваат законите, односно кои што се денеска на дневен ред. Дел се во Собранието овдека на пленарната седница, а дел се на комисиите кои што во моментов додека јас зборувам се одржуваат. И сега од тука треба да одиме таму да зборуваме за други работи кои што се точно дека се поврзани со договорот Бехтел-Енка, меѓутоа е крајно некоректно кон нас како пратеници, како народни избраници да бидеме присилувани на начин на кој што не доликува на едни европски пратеници како што сакате еве да се представувате вие како парламентарно мнозинство. Јас овде би рекол зошто се случува ова? Зошто не се случи да закажувате седници за борбата со корупција? Гледате дека корупцијата ни е најважното нешто во Република Македонија, за кое што трпиме опомени од сите меѓународни пријатели, за кои што сите граѓани опоменуваат, меѓутоа седници не се закажуваат за борбата со корупција. Немаме јавни расправи. Меѓутоа кога треба да стане збор за полнење на джебовите, тогаш на брзина ќе се донесе се, ќе се продолжи со насилието во ова собрание кој што трае веќе 6 години и така ќе се заврши. За жал, мислам дека денешнава расправа во ова собрание е безпредметна, апсолутно безпредметна, затоа што во изминатиот период, односно на 27.7.2022 година, Уставниот суд на Република Македонија има донесено одлука со која ги укинува одредбите кои што денеска се предлагаат и кои што се на дневен ред. Дали сега ова значи дека ова парламентарно мнозинство, ова европско мнозинство ќе оди против Уставниот суд, против неговата одлука? Ова одлука е подпишана од умилената судика на власта, тоа е Добрила Кацацка, тоа е истата онаа судика која што ги фрли луѓето од 27. април за по една клоца, ги фрли како терористи по 15 години затвор. Значи, безпредметна е ова расправа. Погледнете го законот што ни е доставен. Морам да го искоментирам и морам да ги прочитам имињата на сите лица, да црвенеат и да знаат дека ќе дојде кога тогаш одговорност. Лица кои што се подпишале и го проследиле овој закон, кој што е во спротивност со Уставот на Република Македонија, а тие би требало да бидат нели професионалци. Значи, зборуваме за професионалци, не зборуваме за политичари. Тоа е Тања Поповска, самостоен референт, Катерина Јанчевска, раководител на оделение, Никола Пасков, раководител на оделение, Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор, Јетмира Маличи, помошник раководител на сектор, Зоран Брањарчевски, раководител на сектор, Снежана М. Пендовски, државен советник и магистер Методија Димовски, генерален секретар на владата. Сите овие професионалци кои што требале да го спречат овој закон да дојде на дневен ред, а ќе видите зошто требале да го спречат дополнително, не го спречиле тоа. Туку тие го подготвиле ова и му го дале на докторов Артан Груби да го подпише и да ни го достави овдека во собранието. Погледнете за што станува збор. При примената на законските одредби кои се однесуваат на прекувремена работа беше укажана потребата. Која потреба беше укажана? Каде имате вие анализа за таа работа? Има ли нешто, некој документ кој што укажува дека имаме ние укажана потреба? Или немаме? Укажаната е потреба само кај Ковачевски и кај Артан Груби. Вика која ќе овозможи прекувремена работа да трае подолго од 8 часа во текот на една недела, повеќе од 8 часа во просек неделно и така натаму. Па вика
утврдени со закон по претходна дадена писмена согласност со работникот. Пред малку ја извадив уредбата, односно одлуката од Уставниот суд, а овде бараме писмена согласност на работникот. Значи, ќе го тераме работникот да прави нешто што е неуставно, односно ќе го терате. Кажувате дека овој закон може да се спроведува дури и во недела. Па таква фама направивте за тој законот за недела неработен ден, пиари се правеа, не знам, прослави се правеа, се организираа пресконференции, за да денеска после неколку месеци ова го смените и ова да ни го тврдите дека сега е нормално. Кој е нормално? Ова е нормално или ова минатиот пат што го кажувавте? Дај договорете се еднаш. Погледнете зошто требало овој предлог на закон да биде вратен. Ова заради македонската јавност. Вие како пратеници верувам дека го знаете, меѓутоа како уценети мора тоа да го поддржите. Знам, затоа што се борите за нов мандат, ви кажав минатиот пат џабе вие. Повеќе од 30 мандати нема да имате, а тука се знаат кои ќе бидат следните пратеници. Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија во кореспондентна табела. Празна. Еве нека видат медиумите. Празна. ЕПП број. Празен. Број и назив на поглавието од правото на Европската унија согласно националната програма за усвојување на правото со Европската унија. Празно. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на спогодбата за стабилизација и асоциација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки. Одредба од спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот. Празно. Нула. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од спогодбата? И сега овдека имате да и не. Херојот што се потпишал позади заборавил да заокружи. Дали е да или не? Па можел да заокружи дека е не. Меѓутоа се плашал најверојатно. Понатаму, усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија, одредби од примарните извори на правото на Европската унија, степен на усогласеност со секундарните извори на правото на Европската унија. Сите овие три се празни. Нема. ЕУ пропис, каде што кажува потполна, делумна или целосна усогласеност или неусогласеност. Празно. Не е заокружено. Овдека сте напишале усогласеност со останатите извори на правото на Европската унија, изградбата на коридорите 8 и 10 се од клучно значење во контекст на индикативното проширување на трансевропската транспортна мрежа кон Западен Балкан. Молам некој да објасни што е тоа индикативно проширување. Јас овој термин не го разбирам. Што значи тоа? Понатаму, рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија нема. Празно. Дали горе наведените извори на правото на Европската унија се преведени на македонски јазик, ако се преведени, да или не? Нема, затоа што не постои. Како да има? Дали предлог прописот е преведен на англиски јазик, овој нашиов? Секако дека не е, затоа. Зошто ќе видим? И сега доаѓаме до точка 5, каде што вика стручна помош и мислење. Европска комисија, дали сме ја прашале? КАРЦ, ИПА, ТАЕКС, СИГМА, држава членка на Европската унија, Совет на Европа, домашни стручњаци и така натаму. И која е стручната помош, почитувани колеги? Што кажа евроамбасадорот? Дали излегоа луѓето со реакција? Прво со писмена реакција, вие игнориравте таа писмена реакција, кажавте дека ќе се тера ова по било која цена, па излезе после тоа со изјава. Значи еден степен повисоко. И сега следниот чекор кој е? Ќе добиеме следно вето, така? На патот кон Европската унија. Државната комисија за спречување на корупцијата, еве како една од овие структури која што требало да биде прашана, нели? Излезе со соопштение дека отворила постапка за овој предмет. Што кажа премиерот? Неважно му е мислењето на ДКСК. Тој ќе си продолжи да гради. Па зошто тогаш имаме ДКСК? Зошто воопшто постои? Не ли треба тие да се консултираат? Каде е основното јавно обвинителство да се произнесе? Ке чекаме или одговор од него, или ќе одиме на сила да ги тераме овие работи? Ова е срамно што се случува, и ова е срам за македонската демократија, затоа што ова е силување на македонската демократија. По кој знае кој пат. Погледнете дека овдека никој не се потпишал на крај. Никој од овие раководители на сектори, на оделенија, раководни лица и така натаму. Стои само подпис на заменик министерот. Името му го нема, меѓутоа подписот стои. Што подпишал? На невидено, ала му вера. Значи, такво нешто да се случи во нормална цивилизирана држава, тој веднаш треба да си поднесе оставка, а не тука да го гласате. Да го гласате на невидено.
Благодарам.